Раст на бројот на заболени од рак на дојка во Македонија. Само во 2024 година диагностицирани се 1200 болни од канцер, откриваат од Сдруженијето Хемаонко. Подобрување на скрининг програмат, навремена дистрибуција на лекови, нови протоколи и подобри услови на онкологија и за пациентите и за вработените. Ова се најважните барања на пеперутките во месецот за подигнување на свеста за ракот на дојка. Тие се категорични дека потребни се промени во здравствениот систем и повеќе годишна стратегија за поуспешна борба со нечистиот карцином кај жените, зашто не само од болеста, како што велат, повеќе се плашат од системот. Најголем проблем во моментов е честиот дефицит на таблетарна терапија за рак на дојка. Иако оваа година добивме за 65% поголем буџет, што воопшто не е за занемарување и е нешто за што сме благодарни. Меѓутоа, со што се соочивме оваа година? И покрај поголемиот буџет, на клиниката во изминатите 6 месеци се појавуваат гапови кои што се 2 недели, 1 недела, 3 недели за одредени терапии. Што значи дека не се само парите проблем. Парите ги има, меѓутоа габаритните тендерски процедури, некоординираноста административна на системот и немањето механизми кои што ќе ги регулираат и добавувачите, ние сме оставени со дупки од неколку недели. Проблем има околу скрининг програмата и наоѓање термини за дополнителни прегледи. Новодиагностицираните имаат голем проблем за да закажат ехо на дојка и мамографија. 80% од овие новодиагностицирани пациенти наместо на клиниката за онкологија по диагнозата се упатуваат на хирургија. И меѓународните експерти во однос на зголемувањето на бројката на заболени од рак во Македонија велат дека потребни се сериозни реформи, особено во раната диагностика. Загрижува тоа што цервикалниот карцином или рак на грлона матка е се почест помеѓу жените. Сметам дека мнозинството од гостите што се тука знаат некој или имале некој близок во семејството или пак имаат пријател што бил пациент со рак на грлона матка. Затоа многу е важна превенцијата, затоа велам раната диагноза е најважна. Иако речиси секојдневно се диагностицираат ново заболени од рак на дојка, точната бројка не се знае, бидејќи во Македонија се уште нема официјален регистар за канцер пациенти.